Тоа што коронавирусот предизвика пораст на цената на оризот на светските берзи, за стручњаците е очекувана реакција на пазарот. Не случајно оваа земјоделска култура во времето на социјализмот имаше статус на стратешка, бидејќи таа имаше непроценлива улога како храна, особено во кризни услови. Народски кажано, со шака ориз може да се нахранат поголем број луѓе. Иако секое зголемување на цените по правило треба да им донесе позитивни ефекти на производителите, во пракса во наши услови повторно кајмекот ќе го соберат трговците. Имено овој значителен скок од 20% доаѓа во време на сеидба на оризот, а не на жетва, кога залихи кај земјоделците нема или евентуално има кај поединци кои сочувале одредени залихи. Затоа се повторува старата пракса: кога има ориз нема цена, кога има цена нема ориз. Ситуацијата да биде понеповолна за Кочанскиот регион е суровата реалност дека токму кога оваа култура ни е најпотребна, во полинијата се воведени рестрикции, особено намалување на производството за цела 1/3. Поради полупразните акумулации, наместо 4500 хектари, годинава под ориз се посејани 3000 хектари, што значи помало производство за близу 8000 тони арпа. При тоа отворено прашање е дали и за нив ќе има доволно вода за да се оствари планираното производство. Сепак, раздвижувањето на цената на некогаш белото злато може да донесе финансиски ефекти на подолг рок, доколку COVID-19 кризата има втор бран, а трендот на пораст продолжи. Освен тоа, актуелната криза сама по себе го стекна значењето на оризот како земјоделски прехранбен артикал во прехранувањето на човештвото. Можеби затоа што е време државата да подготви поквалитетна стратегија производството на ориз да се подигне на значително повисоко ниво од сите аспекти, доколку сака во иднина да го развива во доходовна земјоделска гранка.